Почнуваме со вестите. Општински актуелности. Нема доволно пари на сметката на општина Штип, веси платата на општинската администрација. Новиот градоначалник Благој Бочварски истакна дека во ваком периодот од 31 октомври до 3 ноември, кога тој ја презел функцијата, се извршени трансфери од над 1 милион денари кон градежни фирми, со што недостасуваат пари за исплата на платите на вработените во администрацијата. Недостасуваат над 1 милион денари за да општинската администрација ја земе навреме својата плата, информираше на денешната пресконференција градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. На сметката на општина Штип на 31 октомври, кога претходниот градоначалник си заминал, имало 4.352.838 денари, но во рок од само 2 дена, односно до 3 ноември, извршена исплата кон градежни фирми во износ од над 1 милион денари. Моето пристигнување во општината на 3.11 на сметката на општина Штип има 3.397.669 денари, што значи некаде околу 1 милион денари е испразната сметката откако е направен извештајот со кој што е излажена штипската јавност. Затоа денеска ми информира службите дека општина Штип и вработените не можат да земат плата, бидејќи овие пари не се доволно за да се земе плата, а платата веќе доцни. Знаеме дека крајниот рок за земање на плата е 15, но вработените обично земале порано плата и јас сакам да ги информирам и вработените со преку оваа изјава дека она кое што го оставил претходниот градоначалник е апсолутно некоректно према вработените. Бочварски истакна дека веќе од негова страна се прават напори за да се обезбедат средствата за да општинската администрација си ја добие заработената плата. Бочварски вели дека денојве се очекува плата да добијат и околу 400 вработени во Штипското комунално предпријатие ИСАР, каде што на сметката недостасуваат уште 3 милиони денари. Што се однесува до јавното предпријатие ИСАР, состојбата ја знаете, таму беше алармантна. Се собираат средства и очекувам дека во наредните денови за 2-3 дена ќе можеме да обезбедиме и за таму средства. Заклучокот е следен, дека Илчо Захариев и претходната локална власт крајно некоректно ја оставија општина Штип со празна каса, но што е тука продолжуваме и сметката и општина Штип ќе ја стабилизираме во наредниот период. Градоначалникот на општина Штип имал и средба со директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев, на кој што е информиран за текомните состојби во предпријатието. Во наредниот период очекува коректен однос од двајцата актуелни директори на јавните предпријатија ИСАР и Стипион, а негова заложба е граѓаните безпрекорно да ги добиваат сите услуги од страна на локалната власт. Навреме да се санираат дефектите на водоводната и канализациона мрежа, како и редовно да се собира сметот и Штип да има чисти улици. Јане Миланов е новиот претседател на Советот на општина Штип. Денес се одржа конститутивната седница на Советот на општина Штип, каде што се верификуваа и советничките мандати, а како што е редот, конститутивната седница ја водеше највозрасниот советник во Советот на општина Штип, Иван Бојаджиски. Јане Миланов од советничката група на СДСМ е новиот претседател на Советот на општина Штип. На денешната конститутивна седница беше избран со 12 гласа за од советничката група на СДСМ и коалиционите партнери, додека 11 советници од ВМРО, ДПМН и коалицијата гласаа воздржано. Новиот претседател на Советот на општина Штип вети транспарентно работење и носење на одлуки во интерес на граѓаните. Ова функција, изборот за оваа функција го доживувам преси како огромна доверба и чест, меѓутоа уште поголема е одговорноста и обврската која што се поставува пред мене како претседател на Советот и пред самиот Совет како избран од граѓаните да ги решава нивните проблеми. Опозицијата во Советот најави дека ќе биде конструктивна, но очекува да биде вклучена и во советничките тела. Конструктивноста во носењето на одлуките на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе зависи пред се од однесувањето на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку не идеме на добра волја, на еден заеднички јазик, доколку не идеме на добра волја во смисла на поголемо учество наше во одлуките на Советот, во работењето на Советот, во комисиите кои што треба во наредниот период да бидат формирани, сметаме дека ќе бидат акламативно поддржани конструктивно сите одлуки кои што ќе бидат донесувани како Совет. Конститутивната седница прв ја водеше невозрастниот советник, а тоа е 74 годишниот Иван Бојаджиски, пензиониран новинар.
Инаку попладнево се изврши примопредавање на функцијата председател на Советот на општина Штип. Поранешниот председател Владко Миташев му ја предаде оваа функција на својот поранешен колега Јане Миланов. Чест и задоволство што Јане е назначен за председател на новиот совет. Ние успешно соработувавме во минатиот состав. Мислам дека председателското место отиде на во вистински раце. Се надевам дека ќе имаат конструктивна и успешна работа, исто како што имавме и на минатиот совет. Во оваа смисла сакам изванично да ја предадам во владение оваа просторија што се води како просторија на председател на советот и уште еднаш да му честитам за изборот. Јас би искористил оваа прилика уште еднаш да искажам мојата благодарност до сегашниот председател на советот и од позиција на советник во претходниот состав на советот и од позиција сега на председател на советот да имаме плодна, успешна соработка во претходниот мандат. Оно што сакам да кажам тука е мојата надеж дека ќе продолжиме и во овој совет, во овој мандат да соработуваме успешно со сите советници. 23 советници денеска имаа и задача да ја изберат и комисијата, но и да изберат кои граѓани на Штип ќе го добијат 8 ноемвриското признание на општината. Одаме со другите актуалности. Прегазен е пешак на влезот во Штип. Идентитетот на жртвата се уште не познат за полицијата, а возачот побегнал од местото на несреќата. Идентитетот на прегазениот пешак се уште е непознат за полицијата. Сообраќајната несреќа се случила синоќа околу 20 часот и 30 минути на патот Штип-Кучани на влезот во градот Штип кај терминалот. Се работи за машко лице со фатални повреди. Кај него не биле пронајдени лични документи. Идентификацијата оди потешко. Возачот кој го прегазил несреќниот маж побегнал од местото на несреќата. Полицијата ќе ги вештачи доказите од местото каде бил прегазен. За сега се е предпоставка што навистина се случило синоќа во вечерните часови. Сообраќајот бил во прекин, увид извршил дежурен јавен обвинител и кримтехника од Штипската полиција. Но жителите на населбата Балканска во Штип каде се случи незголата велат проблем на овој пат е непрегледноста. Затоа имало толку многу сообраќајни несреќи. Ali star problem je во уште јас во Македонка кој работеше. Тука само се среќава после кривината сообраќајки. Од кривината изгледала на прав пат, а таа кривина е малку од 90 степени аго и не е прегледна. Има многу шофери возат пребрзо и од брзо возење настануваат сите грешки. И сите сообраќајки само од брзо возење од непазење. Трета жртва пешак од вкупно 30 загинати во сообраќајни несреќи оваа година на патиштата во источниот регион. Според Бено Солани, бројот на загинати на подрачјето на СВР Штип е двојно зголемен и тоа за неполна година. Годинава на овдешните патишта и улици животот трагично го загубиле 30 лица наспроти 15 минатата година. Од СВР Штип апелираат на совесно и одговорно учество во сообраќајот и почитување на сообраќајната сигнализација за поголема безбедност во сообраќајот на патиштата. Секторот за натрешни работи Штип апелира до сите учесници во сообраќајот за внимателно, дисциплинирано, совесно и одговорно учество во сообраќајот. Како најчести причини за случување на сообраќајните несреќи, надлежните ги посочуваат брзината, непрописното пристигнување и алкохолот. Во Домот на младите во Штип денес се реализираше работилница за проектен менаџмент и комуникација во рамки на проектот Патувачки караван за социјално предприемништво. Организатор е Центарот за интелектуален диалог од Куманово во соработка со партнери од Бугарија. Подршката доаѓа преку ИПА фондовите. Работилницата за проектен менеджмент и комуникација во организација на патувачкиот караван од страна на Центарот за интеркултурен диалог Куманово е во рамки на 15-месечен проект Шифт за онлайн соработка, а е финансиран преку
фондовите на ИПА програмата. Патувачкиот караван за предприемништво е со намера да допринесе кон јакнење на капацитетите на младите невработени студентите, како и другите заинтересирани. На работилницата се даде акцент на проектното менаџирање и проектниот циклус, а се разработија улогите и способностите за еден проектен менаџер, како проектниот менаџер треба да комуницира и како комуникацијата влијае во работата и допринесува кон успехот на еден проект. Овие каравани се наменети за промоција на концептот на социјално предприемништво, се организираат во рамките на проектот преминување кон онлайн и офлайн предприемачка заедница, кофинансиран од програмата ИПА Интерек за прекогранична соработка на Република Бугарија и Македонија. Основна цел на проектот е промоција на социјалното предприемништво и поттикнување на создавање на социјални предпријатија во пограничната зона на Република Бугарија и Македонија, која што, како што знаеме, се карактеризира со висок степен на невработеност и миграција на младите, и сметаме дека со реализација на овој проект и со воведувањето на социјалното предприемништво како концепт ќе се креираат инклузивни работни места, инклузивни и одржливи работни места. Главната цел на проектот за предприемноштва и можни иновации и интерактивни алатки за неформално образование е да допринесе кон развивање и унапредување на знаењата и вештините на популацијата, особено кај младите и припадниците на малцинските заедници, а во насока на креирање на самодоверба во конкурентноста и во менаџирањето. Социјалните предпријатија представуваат специфичен тип на бизнис кој покрај својата комерцијална цел остварување на профит, позади себе имаат и јасно дефинирана социјална цел, тоа е унапредување или решавање на некој општествен проблем или определено општествено прашање, вработување на лица од маргинализираните групи, потоа вработување на лица со посебни потреби и така натаму. Во рамки на проектот патувачки караван се планирани 3 работилници. Моден настан кој се одржа во Штип во деновите од изминатиот викенд. 11 модни брендови од Бугарија и Македонија ги представија своите најнови модни колекции. Само со заедничко здружување ќе се овозможи подобар пласман на текстилните производи на пазарите во Европа, е ставот на представниците на македонскиот и на бугарскиот кластер. 11 модни брендови од Бугарија и Македонија викендов во Штип ги представија своите најнови модели од колекцијата есен-зима 2018. Ревијата што се одржа во галеријата Безистен е резултат од 10-годишната соработка на македонскиот и бугарскиот текстилен кластер. Еве таа соработка навистина покажува дека има корист од едно здружување помеѓу двете земји во пограничниот регион. Во септември бевме на саем во Франција, Премиер Визион, и таму беа присутни 10 компании, 5 од Македонија, 5 од Бугарија. И имавме убав настап, ги промовиравме двете земји регионот како заедничка понуда и се со концептот на општествено одговорни компании кои што работат во тој регион под етикетата Trusted Balkan Apparel. Текстилот е еден од најдоходовните производствени гранки на Балканот. Анализите покажуваат дека годишното производство во Бугарија е над 2 милиарди евра, а од шиење во оваа држава екзистираат над 100.000 семејства. Во Бугарија има над 100.000 вработени со годишно производство во вредност од над 2 милиарди евра. Ова е доволен стимул меѓународната соработка со Македонија што трае веќе 10 години да даде сериозен оптимистичен печат за иднината на текстилот како една од најдоходовните производствени гранки на Балканот. Впрочем, заедничката соработка на македонските и бугарските текстилни компании се најдобар пример за тоа. Целосна поддршка на текстилната гранка како и за организирање на манифестација од ваков карактер, најави и штипскиот градоначалник. Во организација на Сојузот на борците од Штип со пригоден говор и полагање букети цвеќе пред спомен бистата на народната хероина Викторија Попјорданова, денес беше одбележан денот на нејзиното загинување. Исто така беше посетен и споменикот на паднатите борци во селото Судики. Денеска
Ја обележуваме 74 годишнината од загинењето на Викторија по продадена цена. Го обележуваме денот кога таа на Кардак на Пандин Шара падна погодена од Балиси Кушум, падна цена. Но во нашите сеќаве остана духот на цена, остана духот на револуционерите и борб за слобода на македонскиот народ. Едно од учесниците во народно-ослободителната борба, кој го даде својот млад живот на 19 годишна возраст. Таа храбро борејќи се против балистите по Шар планина и Скопска Црна Гора, смело и храбро се бореше за слободата на Република Македонија. Порака да го негуваме дело. Пораката е јасна, треба да се негува на нивното дело и да се сеќаваме за секогаш на незината храброст и учеството во народно-ослободителната борба. Најавен е настан кој ќе се одвива утре во Штип, односно ќе се одржи јавна расправа по однос на националната предлог стратегија за развој на културата во земјава во периодот 2018 до 2022 година. Јавната расправа ќе се одржи во Центарот за култура Ацо Шопов во 13 часот, а е во организација, односно во соработка со Штипското здружение Гласно. Утре со почеток во 13 часот на 7 ноември, вторник, ги упатуваме покана до сите уметници и независни културни работници да дојдат на јавната расправа по повод културната стратегија која е дел од проектот за парципативна културна политика, која што е нов модел на управување во културата, која е финансиски поддржана од фондацијата УСЕТ за програмата за граѓанско општество. Она што е битно е дека бараме ние заеднички во соработка со Сдруженијето за култура Култ Тразено Струница да спроведеме една поширока дебата во однос за културата, за да можеме да имаме и културен развоен правец во Република Македонија. Затоа упатувам уште една покана и повик до сите културни уметници и работници да дојдат и присуствуваат и да дадат своји забелешки или идеи како би требало да се развива културата во Република Македонија. Согласно стратегијата која се развива за 2018-2022 година. Богат е блокот со спортски материјали. Одиме поред. Екипата на Беласица со нов триумф ја зголеми предноста на врвот на табелата пред Брегалница која освои само еден бод повторно против тимот на Победа од Валантово. Во надпреварите од 11-тото коло на втората македонска фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати. Осогово Тиквеш 0:4, Беласица Плачковица 6:0, Борец Каменица Саса 3:0 и Победа Валандова Брегалница 1:1, стрелца на головите Жогле за Победа и Здравков за Брегалница. Табела: Беласица е прва со 26 бодови, второ место Брегалница 22. На третото место Борец има 20, четврто место Кожов 19, петтото и шестото место го делат Тиквеш и Плачковица со по 15 бодови, седмо и осмо место Победа Валандови и Каменица Саса по 11 и на деветото последното место тимот на Осогово со само 7 освоени бодови. Екипата на Китго ја продолжува победоносната серија на истокот. Во Делчево падна тимот на Брегалница Голак и сега предноста пред второпласираниот Рудар излисува 12 бодови. На жешкиот терен во Делчево екипата на Китго Пекчево извојува тешко, но сосема заслужена победа против тимот на Брегалница Голак. Домакините пружија жесток отпор и имаа своји шанси, но во целина, ако стрелците на Китго беа повнимателни, разликата можеше да биде и поголема. Владимир Дуовски постигна изворедна атрактивен гол за водство на Китго од 0:1. На 1:1 изравни Александар Илиев. Победата на Китго од 1:2 ја донеси Мартин Димовски со гол во второто полувреме. Еве ги комплетните резултати од ова 10-то коло. Брегалница Голак, Китго Пекчево 1:2. Кежовица Рудар 47, 3:0. Стрелца на головите за Кежовица Анакиев 1 и Ташов кој постигна 2 гола. Зрноков Чепален 0:1 и Малеш Слоги 1934 4:1. Табела: прво место Китго Пекчево 28 бодови. На второто Рудар 1947 има 16.
Трето и четврто место за Малеш и Кежовица со по 15 бодови. Петто место Брегалница Голјак 14, шесто место в Чеполе 12, исто толку на седмото на последна гол разлика има тимот на Слуга 1934 и последно 8 место Зрновка со само еден освоен бод. Стрелачкиот клуб Штип го одржа традиционалниот турнир во стрелање во чест на празникот на градот 8 ноември. Првиот истрел го изврши градоначалникот Благој Бочварски, со што и официјално го отвори овој стрелачки турнир. Во чест на 8 ноември, денот на ослободувањето на град Штип, стрелачкиот клуб Штип по 27 пат го организираше турнирот во стрелање со полуавтоматска пушка со калибар 7,62 мм. На церемонијата на отворањето на турнирот присуствуваше и градоначалникот Благој Бочварски. Стрелачкиот клуб Штип го организира 27-миот турнир стрелаштво со полуавтоматска пушка на 100 метри. Поканети 6 екипи, 2 од армијата, 2 екипи од СВР Штип и 2 екипи од стрелачкиот клуб Штип од Штип. Ке се пука на 100 метри, 3 пробни и 10 куршума за постигнати резултати. На најдобрите стрелци и пожелува среќа и успех. По завршениот надпревар ќе бидат пригодни доделени награди, пехари и медали за најуспешните стрелци и екипи. Ова е една од првите мои активности или посети која што имам како градоначалник на општина Штип и многу ми е драго што тоа е по повод 8 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град и ова е првиот настан кој што е со кој што ќе го одбележиме овој ден, важен ден за нашиот град и затоа сум овде присутен, како што е по процедурата, по протоколот ќе испукам еден куршум и ќе го означам овој турнир за отвор. И кон крајот на дневникот, почитувани гледачи, проследете го целосното интервју на Ирис телевизија со градоначалникот Благој Бочварски за тоа кои се неговите планови, односно програмата за спортските активности во Штип. За ова вака кој ќе се започне работата на спортски план каде што масовноста секогаш годи и радува. Зборот вас за денешниот момент бидејќи со ова фактички почиваат честувањето на празникот 8 ноември, денот на ослободувањето на Штип. Па така и јас кажав во изјавата, многу ми е драго што ова ми е една од првите посети и првиот настан за по повод денот ослободувањето на нашиот град 8 ноември. На овој да бидам на гости, на покана на стрелачкиот клуб Штип од Штип, да дадам подршка и со моето присуство, еве и со првиот истрелен куршум, да имат успешна работа, да имат еве и денеска успешен турнир, како што знам ова е 27-миот турнир поред кој што секоја година се одржува и јас ќе им посекам на сите оние учесници кои што денеска ќе земат учество да имаат успешен настап и секако најдобриот да победи. Вака првица сигурно ќе интересира нашите гледачи колку програмата на спорт е запишена во агендата на градоначалникот. Еве што најпрво би започнале? Прво го отворивте турнирот, меѓутоа натаму кои се вашите задачи? Па така, во предизборната програма имавме еден значаен дел во делот на спортот, тоа што сме го размислувале, тоа што го дебатиравме со граѓаните, со спортските работници и сите што не тангира, бидејќи спортот е многу важна работа и за нашиот град и за Република Македонија и затоа имаме многу планови, но тоа не е се што го запишавме во предизборната програма. Ќе започнеме повторно да ја надградуваме таа програма во делот на во текот на нашиот мандат заедно со спортските работници. Јас одма би сакал да кажам дека најпрво гордоста на Штип Брегалница, фудбалскиот клуб кој што сите го сакаме, кој сакаме да победува, да се надпреварува и во првата фудбалска лига, дека веднаш после во текот на наредната недела ќе остварам контакти со луѓето кои што е во Брегалница да дефинираме како ќе продолжиме понатаму, бидејќи многу важно е Брегалница да ја вратиме во првата лига, ќе превземеме се што е во наша моќ и ќе го изнајдеме најдобриот модел, тоа што го ветивме за функционирање на штипската гордост на Штипска Брегалница. Она што е многу важно за во делот на градскиот стадион во Штип, кој што треба да се реконструира, треба да се направат трибините, треба да се направи настрешница каде што ќе можат граѓаните во едни поубави, модерни услови да гледаат фудбал и да се радуваат на победите на Брегалница. Ќе изготвиме и проекти, тоа што има ќе ги разгледаме сите проекти, се со цел да зацртаме динамика како ќе ги реализираме овие проекти во иднина. Јас
ќе направам напори да видам колку што е можно да се вклучат луѓе од бизнис секторот, наши компании, домашни, можеби и странски, со кои што ќе сакаат искрено да помогнат на нас, на Штип, на нашиот клуб на Брегалница, за да конечно ја видиме повторно назад во првата лига. Царството на прволигашките екипи спласла, од дека до 18-19 екипи, само 5 екипи се во првата лига и тоа секој би рекол оние мали клубови, меѓутоа за мене големи клубови, бидејќи тие носат афирмации и награди. Каква е перспективата, бидејќи многу други клубови во пинг-понг, во ракомет, во одбојка очекуваат многу од вас? Па вака, јас тоа го зборував и во претходниот период. Многу е важно секој наш клуб од Штип, секој наш спортист кој што ќе излезе е амбасадор на нашиот град, го представува нашиот град. Многу е важно кога ќе се врати со одреден медал или освоено место, награда на некој турнир, да биде награден од нашиот град, да биде почестен за да продолжи со елом да функционира, да работи, да се надградува, за да можеме повторно да гледаме на врвот на спортот во Република Македонија и пошироко и на Балканот и во Европа. Така што ќе ми биде приоритет и борењето и каратето да го вратиме сјајот. Веќе знам дека борачите штипски од вчера боречкиот клуб Балканец имаат добри резултати остварено во Словенија, така што очекувам да продолжат со работа. Јас ќе бидам овде секогаш да им помогнам и на сите други клубови, и на пинг-понгот, и на одбојката, ракометот, сите оние кои што ни го представуваат нашиот град, бидејќи се гордееме со тие наши представници спортисти и ќе продолжиме да ги зацртуваме заедно, да речем, политиките во спортот, бидејќи јас како политичар не знам што е најдобро за фудбалот или за кошарката, но ќе ги прашам спортските работници и во иднина ќе се борам и така и ќе биде тие да си ги водат клубовите, спортистите да ја водат и Брегалница, да ја водат и кошарката и ракометот и сите клубови кои што најдобро тие знаат што им е потребно. Јас ќе им бидам само подкрепа и потпора на тие луѓе. Во очекување на масовниот број на спортски работници, една порака до сите млади и оние повозрасти кои спортуваат. Па сакам да ги охрабрам. Спортот е многу важна работа, спортот е важна карика во општественото живење, да спортуваат. Ќе ги вратиме меѓу училишните спортски игри повторно, за да децата уште од мали нозе почнат да спортуваат, да размислуваат на спорт, а не на некои други работи, па да се изместуваат од начинот на кој што треба да функционираат во младите години. И секој оној кој што ќе биде успешен, ќе добие стипендии и награди, да му даваме шанса да продолжи да спортува, затоа што тоа што го вложил тој труд треба да се исплати на крај за секој спортист и сакам да им порачам на спортистите да останат да спортуваат, бидејќи доаѓаат подобри времиња. Она што е многу важно, дека владата воведува еден закон со кој што секоја фирма, секоја компанија домашна која што нејзината добивка која што ќе добие на крајот од годината, ќе биде овозможено дел од таа добивка да ја наместо да ја плати на државата, да плати дел и за некој спортски клуб. И тоа е, сакам пластично да го објаснам, доколку една компанија има добивка од 100.000 евра на крајот на годината, може да реши 60.000 евра да плати на државата, 40.000 евра да каже дека ќе плати на некој спортски клуб од нашиот град. И тоа е убава работа, државата ќе се откаже од одредени пари, но спортот и спортистите да видат бенефити и благодети и само така ќе ни го биде спортот. Затоа спортските работници ги повикувам да се вклучат масовно сите во градењето на нашиот спортски Штип во иднина. Ја следевте понеделничната информативна програма на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание и имајте пријатна вечер.